Бисера, добре дојде во нашиот подкаст. Нашиот подкаст се вика Вселенска станица. Тоа се вика така затоа што јас доаѓам директно од месечината. Ми поверува? Да. Да? Добро. Може ли сега ти да ни се представиш, да ни кажеш како се викаш, колку години имаш? Јас се викам Бисера, имам 8 години. Омилена боја ми е виолетова. Ваква? Да. И? Сакам кучиња. Кучиња? Да. Добро, јас сакам мачки. И? И не знам друго што да кажам. Па добро. А што е подобро, куче или маче? Па би рекла куче. Зошто? Па мора да има, јас мислам дека е маче. Затоа што знае само да се бања, например. Знаеш вака како прават? Само Да. се бања, а кучето треба ти да го бањаш. Па гледаш по-кул е маче. Имаш куче ти? Не. Не, а сакаш да имаш? Да. А брат ти огна? Брат ми е огнен, се плаши од се. Како бе се плаши од се? Од сите животни. И од риба, например? Па не баш од риба, само од другите. А ти од кои животни се плашиш? Ајкула. Ајкула? Ајкула има во Охридско езеро? Има? Не знам. Кај живеат ајкулите? Во води, во мориње? Да. Да, и од друго? Мечка, Мечка, големи кучиња, големи кучиња, мачори. мачори. Да. Само мачори. Машки мачки. Да. А ако е женска мачка, не се плашиш? Па Помалце. Помалце, добро, има логика. Друга? Јас се плашам, например, и од зми, не од пајаци. и од а од зми? Да. Да. Јас денес те викнав за да разговараме на една многу стручна тема. Се вика другарство. И сакав да те прашам, ако можеш да ни објасниш, бидејќи мислам дека ти најдобро ќе знаеш што да го објасниш. Што значи најдобар другар? Најдобар другар? Да. Најдобар другар значи дека цело време со него се дружиш. Добро. Па е, како на пример ја со мојата најдобра другарка си купуваме работи за себе си. Какви? Па е ланче си купивме. Чекај да го видам ланчето. А зашто ти е скршено ланчето? Зашто треба се споиме со другарка ми. А што е тоа? Како срце? Да. И кога ќе го споите, имате цело срце. Да. Браво. Што пишува best friends. Што пишува? Best friends. Best friends. Тоа што е? Најдобри другари. Ама на некој друг јазик. На англиски. На англиски. Не знам, не зборувам јас англиски баш. Нешто се скарав со јазикот. Нема врска. И? И како на пример понекогаш се купувате исти, како се викаше, тренерки, облеки, нешто така. А чорапи можам да си купам? Да. Да, исто. И ако имаме јас и ти, например, се исти чорапи, најдобри другарки сме. Па да. Па да, па добро. Па може да си купиме? Да. А како се вика твојата најдобра другарка? Ева. Ева. Ева Груевска. Ева Груевска. Има и презиме. Да. Да, браво. И колку години има? Исто 8,5 и јас 8,5. А од кај се знаете со Ева? Од прво оделение. А сега кој деление си? Трето. 3 години се знаете со Ева? Да. А чекај сега што сакам да те прашам. Си имате скарано некогаш со Ева? Да. Да? Да. А тоа така кога имаш најдобар другар, во ред е да се скараш некогаш, например, или? Не. Нормално некогаш и да се подскараш со најдобриот другар, ама битно е на крај да разговарате и да се смирите, така? Да. Да не го оставите тоа така и за секогаш да бидете скарни, или? Да. Сега имам уште едно прашање. Замисли да постои магична машина која прави најдобри другари. Што треба да ставам јас во таа машина за да си направам најдобар другар? Да имам и јас една најдобра другарка. Што да ставам во таа машина? Да ставам еден скар. Што скар? Па скар дека ќе се скараме некогаш. Да. Добро. И да... Смир. Смир, добро. Па да ставиш облеки за да не биде гола. Добро, да, логично. Да. И да ставам дупли облеки за да се менувам. Да. Добро. Да ставиш патики.
Да, треба. Исто 2 пара патике, пошто јас немам патике. Да Друго? ставиш исти чорапи. Исти чорапи? Да. Добро. Ако сакаш можеш очила да ставиш, ако сакаш да има научила. Па добро, може ќе размислам. Така да си ги става по потреба, не мора цело време. Да. А вака од чувства што да ставам од емоции? Не знам. Срекно? Да биде среќна? Да биде лоша? Не. 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 Не? Не. И по каква да биде? Па срекна, добра, Добра, добро. умна, Добра. паметна. А например, не знам дали најдобар другар ако имам еден сендвич, а јас немам, дали треба да го подели со мене? Или Да. не? Да? Да. Ти го правиш тоа? Па не носиме ние јадење, но во четврто дека она нема да биде тука. Како нема да биде тука? Па ќе се отпише од школата дека мајка е наставничка во Кирил Глигорев, А кај тоа? А во кој училиште ти учиш сега? Александар Македонски. Во Александар Македонски, она сега ќе се префрла во друго училиште. Да. И како се чувствуваш ти на таа тема? Па лошо, тажно. Да. Да. Ама вие пак можете да бидете најдобри другарки. Па да, но се плашам. Ми кажа еднашка дека имала уште една најдобра другарка во тоа школа, дека таму веќе посетила неколку пати. Добро. И го кажала тоа, мене малце ми се скрши срцето. Дека имала друга најдобра другарка. А чекај, не можете да бидете 3 најдобри другарки, мора 2? Па не знам. Па може, например, 3. Или не може? Па не знам дали е добра, дали не дели нешто или нешто така. Па не ве дели, гледај сега, например. Таа ти е тебе Ева најдобра другарка, така? Да. И она кога ќе отиде во тоа новото училиште, ќе има многу нови деца. Да. И сигурно ќе има нови другари и другарки. Па да, и во четврто брати се префрли. Да, ама веројатно и Ева кога ќе се замине од твоето училиште и ти ќе запознаеш некои нови другари и другарки, така? Не. И како не? Па ќе мораш ти да се дружиш пак со некој во Александар Македонски. И јас ти велам, нели е подобро ти, Ева и таа новата нејзина најдобра другарка да станете 3 најдобри другарки. Да бидете најсилни. Што ќе кажеш ако еден ден Ева дојде и ти каже дека сака да стане клов? Што да ја кажам? Што ќе кажеш? Да дојде Ева и да ти рече, слушај Бисера, јас одлучив дека не сакам веќе да одам во училиште, сакам да бидам клов. Ја би рекла, таа ќе ти биде професија? И она ќе ти рече да. И ја вака фаца ќе направи. И? И ќе кажев, добре, само да ме викнеш на представи. Да те вика само на представи. Значи, ако добро разбирам, другарите, најдобрите другари треба да се подржуваат едни со други. Да. Во се? Или има некои работи кај што може и да ги искараме ако прават нешто неубаво? Па да ги искарам, може понекогаш. Например, Понекогаш ја карам. Зашто ја караш, например, Ева највеќе? А, например, би ја искарала Ева ако ја видиш дека препишува на тест? Не. Не. А ако, не знам, јаде и го фрла лепчето на земја? Ќе кажам, Евче, земи го лепчето и се ја фрли го во корпата. Дека не се фрла на земја? Да. Да, добро, И би рекла дека тоа не е културно. Значи вистински другари си кажуваат кога нешто не прават во ред. Да. Да, не треба да им премолчиме, туку треба да им кажеме како треба да се однесуваат ако видиме дека нивното однесување не е во ред. Добро, и тоа треба да го запамтам. Сега, ќе играме еден квиз. Добро? Твојата задача е да одговараш на овие прашања само со да или не. Добро. Океј, брзо. Да. Спремна? Да. Одиме. Добар пријател ќе те слуша кога си тажен. Да или не? Добар пријател ќе те слуша кога си тажен. Не. Не, зошто? Не знам. Кога си ти тажна и се жалиш на Ева?
Да. И она те слуша? Па, Да. ајде уште еднаш. Добар пријател ќе те слуша кога си тажен. Да. Добра. Пријателот мора секогаш да ти ги дава играчките што ги сакаш. Не. Точно. Добар другар се смее со тебе, а не од тебе. Да ти го појаснам прашањето. Дали добриот другар се смее заедно со тебе или ти се смее на тебе? Вака ти преа, сгреши, направи грешка. Или си се смеете заедно на нешто смешно? Да се смееме заедно на нешто смешно. Значи најдобри другари не треба да се навредуваат меѓу себе и да се напаѓаат, добро. Идеме повторно со да или не. Ако се лутам на некој, Да. треба веднаш да престанам да му бидам другар. Не. Не е добро. Пријателот ќе ми помогне ако паднам, дури ако е смешно. Да. Добро. Не мора да бидеш искрен со пријателот ако вистината е чудна. Да или не? Не е јасно прашањето. Ни мене. Дали секогаш треба да бидеш искрен со твојот другар? Да. Добро. Ако твојот пријател е различен од тебе, тоа значи дека не треба да се дружите. Не. Ова прашање е највеќе за тебе. Дали можеш да имаш повеќе најдобри другари? Не. Не? Не. Ја мислам да. Дали пријателството значи да делите и убави и не толку убави моменти? Дали другарство значи да бидеме заедно тажни и заедно да се смееме? Заедно да бидеме тажни, да се смееме. Значи, другарство значи да делиме и убави и неубави моменти, така? Да. И сега за крај, дали може да изиграме една игра, се вика X0, ама малце поинаква, може? И ќе си добиеш и подарок. Океј. Сакаш да бидеш пчелка или бубамара? Бубамара. Бубамара, јас ќе бидам пчелка. Победи? Фала. Чекај. Ова знаеш како го има правено? Сара. Па да. Знаеш како се вика тоа што ги прави овие игри? Крукче. Така и се вика. Ети. Опа. А тие секирчињата што ми ги даде ја го закочев тоа на мајка ми ранец. Стварно мајка ти се си го шета, а? Да, на работа. Бораво. Ајде, кој ќе иде прв? Ти. Јас. Те победив. 1, 2, 3. И затоа што те победив, има еден подарок за тебе. Ова ти е подарок од Крупче, затоа што учествуваше во нашата вселенска станица и ти благодарам на твоите прекрасни одговори на тема другарство. Ке не дојдеш пак? Да. Да, убаво ти беше? Да. Океј, може сега да кажеме чао и да кажеме гледајте на нашата вселенска станица, може? Да. 3, 4, чао! И гледајте на нашата вселенска станица.